Цивил медија. Здраво, добар ден на вториот прес на Цивил во прес-центарот во клубот Менада во Старата Скопска чаршија. На вториот прес можеме да кажеме дека опфативме извештаи од минатиот прес во 10 часот до 12 часот и 20 минути. Во тој период, заедно со првиот период од 7 часот наутро, се опфатени 59 извештаи, обработени се 59 извештаи од аналитичкиот тим на Цивил Центар за слобода. Забележуваме нерегуларности во 18 општини, што се однесува до извештаите. Секој од извештаите на нашите наблюдувачи содржи еден или повеќе облици на нерегуларности. Забележуваме 6 категории на предизвикувачи на нерегуларности и неколку други кои се уште не категоризирани, и можеме да забележиме дека од тие што предизвикуваат нерегуларност, предизвикувачите на нерегуларностите, најмногу нерегуларности, ќе ви кажам потоа и во проценти и бројки, изборната администрација, политичките партии, политичките иницијативи, јавната администрација, полицијата, гласачите, наблюдувачите и друго. Што се однесува до класификацијата на настаните кои ги нотираат нашите наблюдувачи на теренот, бележиме повторно највисок број на нерегуларности, односно кршење на процедурите од страна на органите на Државната изборна комисија, односно избирачките одбори во сите случаи кои досега ги нотираме од теренот. Имаме 45,2% од случаите, односно од нерегуларностите кои се однесуваат на оваа категорија на нерегуларности. Тоа се најразлични видови нерегуларности, од неносење беџеви до евидентирање или други нерегуларности, односно кршење на процедурите, изборниот законник и на упатството за спроведување на изборите. Понатаму на второ место се наоѓа она што ние го нарекуваме кршење на изборниот молк, односно бележиме низа, навистина голем број случаи на кршење на изборниот молк. Се уште се обработуваат голем број на извештаи што се однесуваат на ова. Само во овој период од 10 часот до 12 и 20 часот обработени се 10 извештаи, меѓутоа бројот на случаи на кршење на изборниот молк е далеку поголем. Можно е на крајот да го надмине бројот на случаи на нерегуларно однесување на избирачките одбори. Едноставно како да не постои изборен молк. Понатаму имаме се поголем број извештаи во кои се јавува проблем со избирачкиот список. Уште еднаш, она што Цивил со месеци наназад го предупредуваше, тоа денеска повторно се покажува како точно, односно избирачкиот список покажува дека не е доволно исчистен, наспроти убедувањата кои ги добивавме од институциите. Избирачкиот список, проблемите со избирачкиот список е застапен со 11,3% во нашите извештаи кои ќе нагласам се обработени досега. Нарушувањето на тајноста на гласањето е присутно со речиси 10%, 9,7%, а со исто толкав процент е застапено и незаконитото однесување на партиските структури. Наблюдувачите исто така, како и на претходниот круг, така и сега се појавуваат како причинители на нерегуларности. Апелираме и до наблюдувачите, бидејќи особено тие денеска треба да покажат морално, високо професионално однесување. Имаме 3% од случаите кои се нотирани од теренот кои им припаѓаат на нерегуларности
сторени од наблюдувачите. Семејно и групно гласање имаме нотирано во еден случај, во еден извештај кој досега е обработен, што не значи дека таа бројка на крајот од денот нема да биде повисока. Сега би сакал да преидеме на еден преглед кој се однесува на обработените извештаи од теренот до 12:20 часот, а од 10 часот утринава. Во основното училиште Гоце Делчев во Тетово на сите избирачки места нема ознаки за забрането внесување оружје, забрането сликање и снимање. На повеќе места, избирачки места низ Република Северна Македонија се забележуваат случаи во кои изборниот материјал не е комплетиран, односно дека недостасуваат и некои ситници од овој тип, меѓутоа и на едно место недостасувале и UV ламбите. На избирачките места 2767, 2769, 2761/1 во основното училиште Круме Кејпевски во Кисела Вода, членовите на избирачкиот одбор немаат бедж, а пултот за лица со посебни потреби не е достапен или воопшто го нема. Од една страна има во некои избирачки места пулт за лица со посебни потреби, меѓутоа тој самиот не е достапен, така што и онака како да го нема. Тоа е уште една слабост која може да се припише на администрирањето на избирачките места и се разбира дека е одговорност на членовите на избирачките одбори. На избирачкото место 2281 во основното училиште Тошо Арсов во населбата Македонка во Штип, во координација со наблюдувач на една партија, автомобил чија регистрација е забележана, нотирана од наблюдувачот на цивил, превезувал гласачи организирано од населбата Балканска. Еден случај на организиран превоз на гласачите во овој период од 10 часот до 12:20 минути е нотиран и во Битола. Во претходната пресконференција објавивме податоци за вакво организирано дејствување врз гласачите и во периодот меѓу 7 и 10 часот утринава. На избирачкото место 730 во интернатот Мирко Милески во Кичево, параванот за лица со посебни потреби е пред кутијата, а околу 9 часот, токму на тоа избирачко место, немало ни еден член на избирачкиот одбор. По неколку минути потрага наблюдувачот на цивил ги пронашол сите членови на избирачкиот одбор во објектот кои биле на колективна пауза. На избирачкото место 2290 во основното училиште Тошо Арсов во селото Чардаклија во Штип, параванот бил лошо поставен, така што не обезбедувал тајноста на гласањето. На истото избирачко место, двајца членови на избирачкиот одбор разговарале со партиски наблюдувач за гласач кој најавил дека ќе биде надвор од државата. Потоа му се јавиле на гласачот за да го прашаат каде е и му побарале да им испрати фотографија како доказ дека е отпатуван од државата. Самата сторија кажува доволно, нема потреба да се објаснува каква е атмосферата, односно во дадениот случај како се однесуваат луѓе кои би требало да обезбедат законитост на изборниот процес, слободно и фер демократско гласање. На избирачкото место 2688 во објектот Изворче на градинката Срничка во аеродром, гласачка на глас прашала, значи треба да заокружам број 2? Пошто членот на избирачкиот одбор одговорил дека тоа е незино право и дека не треба гласно да кажува за кого ќе гласа, го поздравуваме оваквото однесување на членот на избирачки одбор. Тоа е доказ за професионално, честно работење во избирачките одбори. На избирачкото место 2241 во основното училиште Тошо Арсов во Чашка, наместо повозрасна гласачка гласала нејзината снаа, која го заокружила ливчето. Реагирал избирачкиот одбор и настанот е
внесен во записникот. Уште еден пример за брзо и навремено реагирање на избирачките одбори. Не мораме постојано да ги критикуваме, зарем не. На избирачкото место 2850 во основното училиште Гоце Делчев во Центар, лицето кое се представило како претседател на избирачкиот одбор имало легитимација со друго име и презиме, односно нешто тука не е точно. На избирачкото место 1065 и 1068 во техничкото училиште Наце Буѓони немало вкупно тројца граѓани во избирачкиот список. Како што кажавме, сега ќе слушнеме уште неколку такви случаи. Сепак, на избирачкото место 2858 во гимназијата Јосип Брос во Центар, членовите на избирачкиот одбор не носат легитимации, а на избирачкото место 2173 во Централно основно училиште Благој Кирков во Велес, 4 гласачи ги немало на избирачкиот список. Според изјавата на еден од гласачите кои биле вратени од местото на гласање, во првиот круг и тој и сопругата гласале на тоа исто избирачко место, а сега и двајцата не можат да гласаат. Што се случило со избирачкиот список во меѓувреме меѓу двата изборни круга, за да може овие двајца гласачи да бидат исфрлени од избирачкиот список? Допрва останува институциите да проверат и да не дозволат вакво нешто да се случува во иднина. На избирачкото место 1565 во основното училиште Кирил и Методи во Пробиштип, на гласач му било дозволено да и помогне на својата сопруга да гласа. Пошто зад параванот тој гласно и кажал кој број да го заокружи и покажал со прст каде да заокружи, а никој од избирачкиот одбор не реагирал. На избирачкото место 2884 во основното училиште Адем Јашари во Чаир влегле двајца гласачи, а трет граѓанин сакал да ги фотографира додека гласаат. Членка на избирачкиот одбор им објаснила дека не смеат да се фотографираат, односно дека тоа може да го направат само надвор од избирачкото место, пошто еден од гласачите јавно пред сите членови на избирачкиот одбор и наблюдувачите таму заокружил на ливчето, а потоа им се заканил на членовите на избирачкиот одбор со зборовите: ај ќе завршат изборите, па ќе видиме ние потоа. Ќе се видиме ние потоа. На избирачкото место 1730 во основното училиште Никола Вапцаров во Струмица, двајца гласачи со важечки лични карти извадени во март ги нема на избирачкиот список и не успеале да гласаат. На избирачкото место 737 во основното училиште Санде Штериоски во Кичево, вратата на избирачкото место била постојано затворена, што не е во ред, таа треба секогаш да биде отворена, и немало параван за лица со попреченост. На избирачкото место 748 во истото училиште во Кичево имињата на гласачите се читаат на глас, што е спротивно на законот, тоа ја нарушува тајноста на гласањето и прекршува ни за други одредби во упатството. На избирачкото место 2680 и 2683 во основното училиште Блажа Конески во Аеродром немало знаци за забрана на внесување на оружје и забрана за користење телефони истакнати на избирачкото место. На избирачкото место 1108 во Опае во општина Липково, тројца членови на избирачкиот одбор немаат беџови. На избирачкото место 2318 село Горни Балван Карбинци, гласач со важечка лична карта го немало на избирачкиот список. На избирачкото место 2280 во основното училиште Гоце Делчев во Штип, 5 лица ги немало на избирачкиот список. Во основно училиште Иднина во Чаир, поставеноста на параванот за гласање на лицата со посебни потреби е таква што не обезбедува тајност на гласањето, избирачко место 2900-1. На избирачкото место 2242 во местната заедница во селото Мартолци во Чашка, сите членови на избирачкиот одбор се без беџови. На избирачкото место 2176-1
во училиштето Александар Македонски во аеродром на граѓанка која е во процедура на вадење на нова лична карта не е било дозволено да гласа, иако ја има во избирачкиот список, затоа што со себе ја немала потврдата од МВР. И било објаснето дека ќе биде дозволено гласање ако ја донесе потврдата. На овој дожд можеби луѓе кои се на избирачкиот список, кои можат да го докажат својот идентитет со документ во оваа смисла, можеби е подобро да се биде солидарен и да им се обезбеди гласањето. Во секој случај, држењето до процедурите е секако поважно. Избирачкото место 731 и 732 во јавното предпријатие за становање во Кичево, имаме ситуација во која тие места се на вториот кат и не се достапни за лица со попреченост. На самите избирачки места нема поставени паравани за гласање на лица со попреченост, што е прилично практично, бидејќи тие и онака не можат да се качат на вториот кат. Тоа е прегледот од извештаите кои се обработени до 12 часот и 20 минути. Настапува период во кој ние ќе ги дообработиме извештаите, ќе ги согледаме и другите состојби на теренот низ целата земја и ќе се појавиме со посериозен, поширок, подолг и подетален извештај од теренот во 17 часот и 30 минути, освен ако нешто подраматично не се случи и не повикаме на пресконференција вонредна. Во меѓувреме, но онака како што стојат работите во моментов, најверојатно такво нешто и нема да се случи, барем не до 17 часот и 30 минути. Им посакуваме на сите граѓанки и граѓани на Република Северна Македонија пријатно попладне и мирен изборен ден. Ви благодарам. Цивил медија